Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Македонија го одбележува 2 август, денот на Републиката. Христијан Мицкоски од Струшко Ташмаруништа повика на референдум и избори. Со низ засвечености општина Охрид го одбележа Илинден. Се одржа 43-тото издание на Илинденскиот пливачки маратон. Данче Наумовска, единствена жена бакарџија во Охрид. Ки погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот сончево и топло време со измерени максимални 29 степени Целзиусови. Дуваше до умерен североисточен и северозападен ветер. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе преовладува ведро и топло време. Утре на стариот континент претежно сончево и топло време. Особено топло време се очекува во западна и северозападна Европа, а надпросечни високи температури се очекуваат речиси насекаде со исклучок на крајните источни и северни предели. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од месец август. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 35 степени. Во Македонија во среда сончево и топло време, ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 25 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 28, односно до 37 степени. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и топло време, ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во четврток, петок и сабота сончево и топло време. Минималната од 18 до 17 степени, односно 19, додека пак максималната дневна од 31 до 33 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Летна акција во Миса Маркети. Грик јогурт 150 грама 39 денари. Кулен со лета 1 килограм 489 денари. Чајна Златиборац 100 грама 79 денари. Вегета 1 килограм 299 денари. Гранд Кафе 200 грама 93 денари. Индиски ореви 70 грама 69 денари. Скопско смут пиво 6 по 0,5 литри 259 денари. Тета Виолета бришач 2 во 1 145 денари. Блекап Фактор 30 129 денари. Орнел 2,4 литри 209 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Македонија одбележува 119 години од Крушевската република и 78 години од првото заседание на АСНОМ. Двата илиндена денеска се славеа на Мечкин камен во Крушево и во меморијалниот комплекс АСНОМ во селото Пелинце. По 18 години одбележување на празникот имаше и во манастирот Прохор Пчински во Србија. Со илинденското востание и првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохор Пчински удрени се темелите на македонската држава. Двата илиндена представуваат историски темелник на македонската самобитност, непокор и слобода. На централната прослава на Мечкин камен во Крушево по повод националниот празник Илинден, премиерот Димитар Ковачевски во своето обраќање кажа дека Илинден е нашата сила и за современа, модерна, економски развиена и европска република Северна Македонија. Не постои поголем патриотизам од носењето на државнички одлуки. Илинденците со оружје в рака се бореле за ние денес да можеме да водиме други поинакви битки за развој и просперитет на сите граѓани, порача премиерот. Илинденците од АСНОМ јасно порачаа: каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме. Ние денес, инспирирани од визионерите, илинденци и АСНОМци, градиме современа, прогресивна, економски развиена Република Северна Македонија. Градиме земја на пријателства и соживот. Тоа е она по кое светот нас не препознава. Со таа мисла и во тој дух, денес гордо стоиме рамо до рамо со нашите пријатели, сојузници и партнери во НАТО и во Европската Унија. Делиме исти вредности, а ќе делиме и европска иднина, со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите јазични, идентитетски, историски и културни особености и европска иднина во која што има место за сите. Владина делегација претходно положи цвеќе на вечното почивалиште на првиот председател на Крушевската република Никола Карев во споменикот Македониум на Гумење и на споменикот на паднатите борци на Слива. Утринава пак председателот Стево Пендаровски постхумно ја одликуваше партизанката Невена Георгиева Дуња со орден за војни заслуги, а еден од најзначајните македонски политичари во поранешна Југославија Крсте Црвенковски со орден на Република Северна Македонија и им додели медал за храброст на 8 учесници во НОБ. Во своето обраќање председателот рече дека е свесен дека кај дел од граѓаните постои страв дека на патот кон Европската Унија ќе биде цензурирано нашето историско паметење. Дека наводно веќе нема да може да спомнуваме против кого се бореле нашите херои. Или дека ќе треба да ги затвориме очите пред фактите за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и масакрот на младинците во Ваташа. Дека ќе ги затвориме ушите за да не ги чуеме сведоштвата на нашите последни живи борци, на генерацијата која на своја кожа ја искуси окупацијата во периодот 41-44 спроведувана од профашистичката влада во Софија. Но кога би престанале да ја зборуваме историската вистина, ние би станале соучесници во креирањето на една нова историска неправда и токму овие одликувања се нашиот одговор на секој обид да се замолкне вистината, бидејќи историската вистина не може да се промени со договор, ниту со протокол. Пендаровски ги повика граѓаните да не се плашат од асимилација. Имаме намера да ги исполниме сите услови од преговарачките поглавја со Европската Унија, но немаме намера со кого било, место за европски вредности, да разговараме за возобновување на империалистички концепти и идеи од минатите векови, кажа председателот. Тој денеска ја предводи делегацијата во Прохор Пчински како дел од одбележувањето на Денот на Републиката во Српскиот манастир по пауза од 18 години. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. По повод празникот Илинден присуствуваше на прославата во струшкото село Ташмаруништа. Мицковски повика на референдуми и избори за излез на земјата од она што и се случува денес. Со низа свечености, положување свежо цвеќе, биење на црковните камбани и интонација на македонската химна, денес во струшкото Ташмаруништа се одбележа денот на Илинденското востание. На свеченоста присуствуваше лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој во своето обраќање упати низа критики кон власта, нарекувајќи ја најразорната атомска катастрофа која децениски ја уназади земјава. Според Мицковски, излезот од кризата е во избори. Тој повика на референдум. Референдумот
е огледалото на нивната немоќ, на нивниот морален хазард. И затоа, како бегајќи од референдум, сакаат преку трупа жени преку езеро на Мала Врата да го пренесат народот без да имаат обзири за тоа каква катастрофа прифаќа. Јавно повикувам да поддржиме референдум. Сите заедно да повикаме и на народот да му дадеме шанса да донесе одлука. Илинден не учи дека нема откажување, да ја вратиме енергијата, да го вратиме изгубеното и да создаваме иднина, како што и илинденците не се откажаа, рече Мицковски. Не сме да постои разочарување, ниту па губење на надежда. Поединците за кои на почетокот зборев, не ја губеле вербата и во најтешките времења воделе храбро. Таквите тивки херои постојат и денес, и тие се нашата надежда. И таквите луѓе се секој еден од вас, кои со искрено срце ја сака Македонија и посакува државата да престане да губи. Во Струшко Ташмаруништа 75 години се одбележува денот на Илинденското востание, за јавноста да се потсети на трагичните настани од 1903 година, кога од турската војска биле убиени сите востаници, а селото било опожарено и опустошено. Со полагање на свежо цвеќе пред спомен обележјата на хероите од двата Илиндена и со пригодна празнична програма, Општина Охрид го одбележа 2 август, Денот на Републиката. Делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот Кирил Пецаков и председателот на Советот на Општина Охрид Сашо Донев, се поклони пред спомен обележјата на илинденците во градскиот парк во Охрид. Борбата на еден народ не престанува со еден историски чин, тоа е процес, тоа е континуитет и чувство што треба да го има секој од нас. Илинден е ден кога славиме и се потсетуваме на голем број револуционери и борци за независна Македонија кои со својата крв ги испишаа најславните страници од историјата на македонскиот народ. Празнувајќи го овој датум, да им се заблагодариме и да им оддадеме почит на сите знајни и незнајни херои од нашата историја, зашто врз темелите што тие ги поставија, обстојува Република Македонија. Нивниот пример е обврска за секоја една генерација безусловно да ја води својата борба за напредна, поуспешна и просперитетна Македонија, порача градоначалникот Пецаков во честитката по повод националниот празник. Делегација на Општина Охрид положи свежо цвеќе пред спомен обележјето на илинденците кај Прентов мост. Исто така, општинска делегација положи цвеќе и на споменикот во село Плаќе, каде што се одржа историски час и културно-уметничка програма посветена на празникот. Свеченостите за одбележување на најголемиот македонски национален празник Илинден започнаа синоќа во Велгошти. Делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот, представници на политичките партии ВМРО-ДПМН и СДСМ, Сојузот на борците и представници од местната заедница од Велгошти се поклонија пред илинденските херои. Во продолжение на вечерта беше одржана културно-уметничка програма со настап на куд филиграни. Денеска по 43 пат се одржа традиционалниот илинденски пливачки маратон. На патеката од Горица до градското пристаниште во должина од 2,5 километри доминираа пливачите од скопските клубови. Ивана Неделковска во конкуренција жени и Кристијан Стојановски во конкуренција мажи и двајцата од пливачки клуб Скопје се победници на годинешниот 43-ти илинденски пливачки маратон. Тие беа најдобри во конкуренцијата од 44 пливачи. Кристијан патеката долга 2,5 км од плажата Горица до градскиот кеј ја исплива со време од 31 минута 38 секунди и 74 стотинки, а Ивана за 34 минути 34 секунди и 25 стотинки. И двајцата учествувале повеќе пати на маратонот, при што познати им се и патеката и условите. Среќен сум што победив годинава, но тоа ми е репер за да понатаму тренирам повеќе. Имам други поголеми цели кои што мисли и се спремам и за некои подобри, поголеми, подолги маратони. И условите беа добри. Имам пливано повеќе пати. Едно 3-4 пати имам пливано. Имам во Крушево, имам сега и во Косово ќе идеме. На маратонот учествуваа десетина пливачи од охридските пливачки школи. Домакините достојно го представија градот и домашните школи и клубови. Предраг Мурговски од пливачкиот клуб Аква Спирит од Охрид го освои третото место во категорија над 17 години со време од 43 минути 25 секунди и 90 стотинки.
Тој смета дека треба да се работи повеќе, но дека се потребни услови за да се стигне до подобри резултати. Веројатно, клучно е можеби да се затвори фамозниот басен 25 метри да се затвори и така ќе има и резултат повеќе. Да, и да имаме и затворен басен. Ке дојдат и нашите резултати. Ке се надоградуваат уште повеќе. Годинава учесник на маратонот беше едно лице со попреченост кое параплегијата не успеа да го обесхрабри да се впушти во Охридските води и да се надпреварува. На маратонот учествуваше и туристот Брендон Макели од Вашингтон, Соединетите Американски држави, кој често доаѓа во Македонија. Брендон учествуваше надвор од категориите на маратонот и имаше пофални зборови за патеката и за учесниците. Ова е неверојатно забавна, но и безбедна патека. Децата се многу силни. Јас завршив зад младите девојки, но ми беше задоволство што учествував. Настанот помина во безпрекорна организација. Членот на организациониот одбор Сашо Точков изјави дека немало никакви интервенции. Задоволство е навистина што бројката секоја година е горе-долу тука, околу 50 пливачи. Добро е што се надевам се ќе помине во најдобар ред, се грижат екипите на Црвен крст и на спасители и медицинските тимови кои што на стартот вршеа прегледи, а секако дека сите оние мерки безбедносни кои што се важни за при одржување на вакви настани се преземени. За регуларноста на маратонот се грижаат 10 судии. Од сите надпреварувачи од 13 клубови од Македонија, распоредот на првите места беше следен. Над 17 години во категорија мажи второ место освои Урош Трпевски од клубот 3 дисциплини од Струга, трето место Предраг Мурговски од Аква Спирит од Охрид. Во конкуренција жени второ место Јована Неделковска од пливачкиот клуб Скопје и трето место Ангела Смилевска од пливачкиот клуб Орион Скопје. До 16 години во категорија мажи прво место беше Никола Велковски од пливачкиот клуб Вардар од Скопје, второ место Стефан Тодоров од пливачкиот клуб Вардар од Скопје и трето место Сергеј Малјановски Арнаудовски од пливачкиот клуб Октопод од Скопје. Во категоријата жени прво место беше Сара Јовановиќ, пливачки клуб Скопје, второ место Неда Миленковска од пливачкиот клуб Младост Скопје и Росана Гошева од истиот клуб беше трето место. Занаетите во минатото биле типично машки професии, но денес жените ги уриваат стереотипите. Данче Наумовска е единствена жена бакарџија во Охрид. Таа го унапреди занаетот кој го наследи од татко си. Изработува врвни уметнички дела од бакар. Наумовска докажува дека понежниот пол со своите вештини и креативност може да биде клучен економски двигател, но и промотор на културата. Данче Наумовска е единствената жена бакарџија во Охрид. Занаетот го учела од таткој, кој цел живот бил казанџија, но и се уште и помага во работилницата. За разлика од минатото кога се изработувале казани и садови, таа денес со своите вешти раце и креативност занаетот го претвори во уметност. Од бакар и позлата прави реплики на златната маска и ракавица, но и други автентични производи со охридски мотиви. Вели целта е пред туристите да се представи богатото културно наследство на Охрид. Ги изработувам златните маски, автентични, нешто оригинално од Охрид и од Македонија, традиционалната култура, сакам да ја представам и да ја пренесам понатаму. Златните маски ги изработувам од бакар со позлата. Генерално мене ми е главен материјал, го обработувам бакарот со разни техники, со разни химикали, со посребрување, потемнување позлата. Го цртам и добивам нешто уникатно, кое што останува за трајни вредности. Уште како дете била калфа во работилницата на таткој, но пред 22 години одлучила да внесе новитети во занаетот. Иако не е карактеристично жена да биде бакарџија, Наумовска докажува дека понежниот пол со своите вештини и креативност може да биде клучен економски двигател, но и промотор на културата. Татко ми е казанџија и уште како дете бев присутна во неговата работилница и многу често знаев да му помогнам, да му задржам, бев како калфа. Да, после кога дојде време веќе да станам фамилиарна жена, некако се роди, се побуди љубовта, сакам нешто да си обновам, да си направам за дома.
Така си почнав и малце повеќе за да си формирам бизнис. Веќе 22 години го работам ова, ефективно. Занаетите во минатото беа типично машки професии, биле ценети и од нив добро се заработувало. Денес голем дел се во изумирање, ретко имаат наследници. Еве, јас наследив, а еве и мојот син има афинитети да работи нешто за... Затоа што сепак треба да се има љубов, за да се работи нешто креативно, да се има осет, посветеност, не само имам наследници дека мора да го наследат занаетот, меѓутоа треба вистински со љубов да се настапи на кој било занает. Наумовска го напреди стариот занает. Денес со разни техники и материјали создава и уникатен накид. Незиното скромно доќанче го посетуваат голем број туристи и влюбеници во уметноста кои ги ценат ракотворбите. Во продолжение вестите од светот. Ситуацијата во Косово по 26 часа, атмосфера исполнета со тензии по одлуката на Приштина да воведе мерки поврзани со српските лични документи и пререгистрацијата на возила, денес се нормализира. Сите патни правци, како и административните премини се целосно проодни. Претходно Приштина ја одложи одлуката за реципроцитетни мерки за 1 септември. Бројот на загинати во катастрофалните поплави во Кентаки САД се искачи на 37 и може да се зголеми, изјави гувернерот на оваа американска држава. Обилните дождови го зафатиле источниот дел на Кентаки, претворајќи ги патиштата во реки. Многу мина се засолниле на покривите на куќите. Голем дел од Джексон, град со 2200 жители на 100 км југоисточно од главниот град Франкфурт, е потопен. Поплавите се втората голема катастрофа која го погоди Кентаки во изминатите 7 месеци по серијата торнада која однесоа речиси 80 животи во западниот дел на државата во декември. Американскиот председател Џо Бајден потврди дека лидерот на Ал-Каеда и египтјанецот Ајман Ал-Завахири бил убиен во американски воздушен напад врз Кабул, Афганистан, во неделата наутро, што е најголем удар за милитантната група откако нејзиниот основач Осама бин Ладен беше убиен 2011 година. Ал-Завахири е убиен во напад со беспилотно летало. Според информациите дадени од американски официјални лица, Завахири бил на балконот од неговата куќа кога дрон испукал 2 проектили кон него. Присутни биле и други членови на неговото семејство, но тие биле неповредени, изјавиле официјални лица. Ајман Ал-Завахири бил водач на Ал-Каеда и висок лидер на исламистичките организации кои организирале и извршувале терористички напади во Северна Америка, Азија, Африка и Блискиот Исток. Египтјанецот Ал-Завахири бил вториот и последен емир на египатскиот исламски џихад, често нарекуван како десна рака на Осама бин Ладен, а биографиите на бин Ладен го опишуваат како вистинскиот мозок на Ал-Каеда. Завахири, за чија глава САД понудија $25 милиони, помогна во координирањето на нападите од 11 септември 2001 година во која беа убиени речиси 3000 лица. Председателката на представничкиот дом на САД Ненси Пелоси денеска пристигна во Малезија во рамки на нејзината азиска турнеја во која треба да го посети и Тајван. Сепак, посетата може да доведе до ескалација на тензиите со Пекин, која смета територијата за своја ја смета посетата на висок американски функционер како поддршка на САД за независноста на Тајван. И покрај тоа што нема официјални најави дека Пелоси ќе го посети Тајван, локалните медиуми објавија дека таа вечерва ќе пристигне во Тајпеј, со што ќе стане највисокиот американски функционер која посетил земјата во последните 25 години. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.